Здраво и добре дојдовте во првата подкаст епизода на Your Financial Coach Book Club. Дени, знаеш ли дека оној кој што многу сака да чита книги се вика библиофил, а библиофилија или библиофилизам е љубов кон читањето книги? Дали тоа значи дека ние сме библиофили, бидејќи ние многу сакаме да читаме книги, па инспирирани од тоа, ние би сакале секој месец да споделиме со нашите гледачи по една книга која ќе биде на темата на финансиите и да дадеме наше лично мислење за содржината на книгата и исто така да добијат нашите гледачи да добијат инспирација за понатака да ја прочитаат истата книга. Да, значи дека ние сме стварно големи библиофили, особено кога станува збор за читањето книги за финанси, лични финанси. И затоа ние всушност и го основавме Your Financial Book Club. Затоа и ние всушност го основавме Your Financial Coach Book Club, едно литературно катче, каде што ќе може да си ја изразуваме нашата љубов кон читањето книги, кон мајчиниот јазик и знаењето кое што може да го стекнеме од самото читање на книгите. Ама како да ни може да се стекнат финансиски здрави навики, позитивен money mindset преку читање на вакви книги? Со тоа што ќе се створи дисциплина за читање на вакви книги, ние добиваме повеќе информации во областа на финансиите. Ние тие информации можеме да научиме да ги примениме во нашите секојдневни животи и на тој начин ќе створиме здрави навики, здрав мајндсет за финансиите. Да, значи ти сакаш да кажеш дека освен што ќе ги читаме книгите, треба да извадиме поука од тоа што сме прочитале и да не само да читаме, туку и да примениме во акција. Апсолутно, бидејќи теоријата без примена во пракса нема никакво значење. Ти џабе ги знаеш тие информации доколку не ги примениш и не направиш позитивна промена во твојот живот. Да, буквално е така. Знаеш, барем јас како гледам за ова книгата, како и за многу други работи, не наоѓа кога во одреден период од животот. Секоја книга не наоѓа во различен период од животот и во различни околности. Сега, пример, ако ја прочитам истата таа книга и после одреден период, на различен начин ќе ја перцепираме, си го приметила тоа? Па да, бидејќи начинот на кој што ја доживуваме книгата е нашата субјективна перцепција. Јас и ти сега имаме различни гледишта и на различен начин ја доживуваме истата книга. Иако текстот е ист, содржината е иста, ние имаме различни ставови во однос на книгата, различно доживуваме и секако различно ќе ја примениме. Да. Јас тука би сакала да ги охрабрам сите кои што ја имаат прочитано нашата, што сега наскоро ќе ја кажеме книга на месецот, да ни пишат доле во коментарите нивен став, нивно мислење за книгата, а останатите пак откако ќе ја прочитаат, тогаш да ни пишат за да видиме колку сме всушност библиофили за финансиски книги, колку не има. Исто така сакаме да ги охрабриме тие кои што ја немаат прочитано, што е можно поскоро да ја прочитаат книгата, бидејќи стварно вреди да биде прочитана. И ајде доста сега ги моткаме околу книгата, да го кажеме името на книгата. Тоа е најбогатиот човек во Вавилон и сега јас би те прашала зашто баш оваа прва би одбрале да ја читаме. Да, јас инаку тоа е оваа книга, секогаш сакам онаку убава да ја покажам да се види. Кога станува збор за лични финанси, јас секогаш кој ќе ме прашаат која е онаа прва книга која што треба да ја се прочита, ја кажувам токму оваа најбогатиот човек во Вавилон од Џорџ Клејсон. Зошто? Затоа што може и самата да видиш дека е многу малечка книга, некои си 150 на страници, меѓутоа туку суштински, содржински длабока. Тоа толку е на авторот и воедно е многу успешен бизнисмен, целото свое знаење и сето она што ние всушност сакаме и тука да го кажеме во самиве подкаст епизоди, на туку едноставен начин го има објаснето, што едноставно не можам да не кажам дека таа ми е број еден книга која станува збор за финансиски книги. Искрено, јас многу ми се допадна книгата. Исто јас би ја препорачала како една меѓу првите книги, па и прва книга да се прочита во областа на финансиите, бидејќи тука се клучните работи, односно клучниот мајндсет кој ќе ни помогне да стигнеме до нашата одредена посакувана финансиска цел, па и финансиска слобода. Меѓутоа, тука исто така ќе можеме да ги видиме и разликите, што не прави богати, а што не прави сиромашни. Односно, ќе направи поделба измеѓу мајндсетот кој што го носат сиромашните луѓе и кој што го носат богатите луѓе. Па да, всушност, како што може да видиме во самите подглавја, книгата почнува на начин на каде што богатиот трговец од Вавилон,
ги учи своите соселани, сожители, сограѓани, ајде да кажеме, на тоа како да станат и они богати. Всушност, кој ќе се свати, не е толку тешко да се стане богат, само треба се следат некои правила, кои што и тогаш во древниот Вавилон преку овие древни мудрости, Аркад или богатиот трговец ги кажува на своите сограѓани. Па мислам дека треба онака чекор по чекор да почнеме со тоа како кои се советите за да станеш богат човек. Многу убаво кажа, чекор по чекор. Јас тука би сакала да се надоврзам. Многу битен момент е тоа дека ние самите треба да сме свесни дека ни треба помош и да побараме помош, истата помош да ја прифатиме. Што е случај нели со сиромашните кои што доаѓаат кај богатиот трговец и бараат помош од него, бидејќи они се свесни дека се во тешка финансиска состојба, имаат потреба некој кој што веќе има добар финансиски резултат да им даде совет како они да го постигнат истиот. Да, всушност на почетокот и тука на книгата вика, ако сакаш да бидеш богат, имаш богатство, треба да го бараш богатството. Што бараш, тоа и добиваш. Тоа всушност и многу психолошки може да се објасни дека едноставно, како што претходно зборувавме, ако чекаш црни денови, ќе ги добиеш. Ако сакаш богатство, богатството ќе најде начин, пат како да стигне до тебе. Апсолутно, меѓутоа исто така е битно од кого го бараш богатството. Не можеш ти од слаткар да побараш да ти направи скапоцени камења. Значи треба да се обратиме на вистинското место, односно кај вистинската личност, за да можеме да го добиеме она што го сакаме. Во овој случај е зголемување на финансиската состојба. Тоа значи дека треба да се обратиме кај некој човек кој што веќе има достигнато таа цел или приближна цел која што ние би сакале да ја постигнеме. Да, и тука всушност во книгата се вели, вика богатството нема граници. И тоа многу е кажано и сега многумина ќе се прашат, ама чекај како? Тоа во економијата и статистиката би го објасниле со сложената каматна стапка. Знаеш дека дури и Алберт Ајнштајн кога го прашале кој е осмото светско чудо, тогаш тој наводно одговорил сложената каматна стапка. Морам да се вратам, го сгрешив. Кога наводно Алберт Ајнштајн знаеш, кога го прашале, наводно одговорил за кој е најголемото достигнување на општеството, тој кажал токму сложената каматна стапка. И има една многу убава реченица која што има кажано, а тоа е дека оној кој ќе разбере сложената каматна стапка, ќе ја заработува, а оној другиот ќе ја плаќа. Тоа е туку некако убаво и мукно кажано, што дефинитивно е многу делабински објаснето. Дефинитивно е така. Јас сум го прочитала истото и дефинитивно кога ќе размислиш малце подлабоко, доаѓаш до истиот одговор. Јас би сакала исто да се надоврзам од психолошки аспект на ова што го кажа ти, нели ти го кажа малце постручно поекономски, јас би го кажала од друг аспект. Се што човекот може да замисли, све што умот може да замисли, може да го оствари. Значи нашата мисла може да се материализира. Така да дефинитивно богатството нема граници и цифрата што ние ќе си ја замислиме е дефинитивно реална, без разлика дали тоа се милиони, милиарди, све што ние ќе замислиме можеме да материализираме. Да, и сега да се навратам на она што тргнав претходно да го докажам како функционира сложената каматна стапка. Сложената каматна стапка значи народски, секогаш сите ја имаат најчесто слушната како камата на каматата. Тоа значи дека каматата се додава на главницата и со тоа на крајот на периодот имаме, односно една сума. И сега на следниот период веќе имаме акумулирано поголема сума и тоа значи дека фактички како што во книгата самиот писател кажува, автор, вика богатството вели лежи во тоа што твоето богатство ќе работи за тебе. Тоа би се објаснило на начин на кој што на следниот начин. Купчето на пари прави друго купче, прави одредена сума на пари и сега веќе не сме со почетното купче на пари, туку веќе со зголемена сума. И потоа
не исто кога ќе се почне од 100, имаме веќе 120, на друга веќе во другиот период имаме 120 и таа ни е почетната сума. Затоа всушност и се вели зашто се вели некој или ќе ја плаќа или ќе ја заработува. Ако сме од страната на нешто инвестираме, нормално дека сме на добрата страна во ситуација што нам ни годи. Меѓутоа ако сме на страната на нешто должи, тука е малку како се вика проблематично, затоа што ќе бидеме тие што ќе плаќаме, затоа што како што при инвестирање имаме сложена камата, така имаме и при должење. Ова е многу точно и многу пати ние приватно нели сме го дискутирали истото. Меѓутоа, како и што прво ние да направиме за да дојде до моментот да можеме да инвестираме? Прво треба да заштедиме. Да. Тоа значи дека прво треба да си се платиме себе си. Тоа сигурна сум дека и ти сите го има слушната, плати се најпрвен себе си. Во книгата стои со толку големи букви и секогаш кажувам дека има едно основно правило. А тоа е правилото или јас знам да си го кажам како златно правило. Правило 10 до 15%. Тоа значи дека секој месец од своите лични приходи или семејни приходи треба да се заштеди од 10 до 15% за себе, за својата иднина. Прво е да се заштеди, потоа е да се вложи нормално. Тоа значи тука нешто сигурно имаш и ти приметено дека на луѓето им е најтешко да си се платат себе си. Дефинитивно и тука поаѓаме од моментот дека они првично ги плаќаат нивните сметки, нели нормално тргаат пари за храна и за сите тие работи, меѓутоа тоа е нормално, нели тековно мора да се случи, меѓутоа не се навраќаат на моментот дека треба да се платат себе си, да тргнат пари на страна. Они дури трошат пари без да размислат на што ги трошат истите. Па да, и знаеш, тука исто сум се соочила со она да луѓето си нуѓат изговори и викаат, ма јас си заплаќам себе си, плаќам, не знам, некој патување во месецот, некаде ќе отидам во некој луксузен ресторан, ќе си дозволам, не знам, си купам некој поскапо парче облека и тоа е во ред. Секој треба си на некој начин да си дозволи нешто такво и да си се плати на таков начин себе си. Меѓутоа ова е многу подлабински, многу по суштински од тоа што треба да се свати на таков начин. Да, треба тоа да си го правиме, да си уживаме, не само да се ограничуваме и да штедиме. Меѓутоа овдека се мисли да си се платиш прво себе си за твојата иднина. Еве јас како функционирам, си викам, окей Марија, преходниот месец работеше сосема доволно заслужи да сега прво си заплатиш себе си. Од месечните приходи си тргувам на страна 10 до 15%, па ќе кажам, тоа е за секој, тоа е минимумот, односно некој оптимум. Секој различно, колку повеќе, толку подобро, колку може во текот на месецот да си дозволи да си заштеди, да си тргне на страна, пари да си вложи. И си викам, прво се плаќам себе си, па потоа си велам, окей, сега треба си купам, не знам, на масажа додам, на некој патување во месецот, и тоа е сосема окей, и одат, нели, од некои си сметки што се, нели, фиксни трошоци, и така треба да се функционира, ама прво и најважно е да си заплатиш себе си. Точно, меѓутоа луѓето да се платат себе си го доживуваат како некој вид на награда да си дадат. Нели тоа што го спомнати како патувања, не знам, да запишат фитнес, додат на базен, додат на масажа. Плаќање на себе си е плаќање на сопствената иднина, не плаќање на задоволствата што се моментални, секако тие се битни и ни се потребни, меѓутоа нашата иднина исто така многу битна. Сега јас би те прашала, многу често се спомнуваше во книгата моментот како да се живее во склад со нашите приходи. Кој е твоето размислување врз основа на ова прашање? Се насмеав заради тоа што кога ми го постави прашањево, се сетив прво на една многу убава народна поговорка. Знаеш дека јас секогаш сакам да кажам некоја народна мудрост. На тоа, испружи си ги нозете кога што ти е долга чергата. Тоа е толку една убава поговорка која што многу објаснува, односно луѓето имат две крајности. Или воопшто не штедат и се во смисла живееме од денес се живее и тоа е тоа, ќе мислиме понатака за иднината, или пак премногу штедат и тука на некој начин настанува конфликтот.
Авторот тука сака да ни каже преку приказните внатре дека не треба да се ограничуваш. Не значи дека треба да штедиш 90%. Тој многу убаво вика, од купчето, сега ова се древни мудрости на некогашниот Вавилон, вика од купчето пари кои што го заработуваш, 10 парички нека има внатре, 9 десетини всушност троши ги, задоволува ги потребите за сите потребни трошоци месечни, меѓутоа една паричка или една десетина инвестира ја, вложи ја во твојата иднина. Значи премногу едноставно. И потоа таа една паричка ќе го направи понатаму преку ефектот на сложена каматна стапка, ако бидеме редовни континуирани во тоа, твоето богатство. Значи дека нема потреба штедењето да се сваќа, дека треба 9 десетини да се штеди. Туку само убаво вика Аркад, богатиот трговец, една паричка. Мислам дека многу голема улога има стравот кај луѓето, нели тоа што го спомна ти како вториот дел, дека фактички све штедат, буквално се притискаат и за најосновните работи. Тука мислам дека многу голем улог има стравот. Се плашат дека ако нели претходно биле посиромашни или немале доволно приходи, се плашат дека пак ќе дојдат на тоа, па затоа премногу штедат, дури двојат од себе од своите лични потреби. Меѓутоа, доколку разумно и паметно настапиме према парите, тогаш ќе нема да се вратиме пак во истата ситуација. Ако ги смениме навиките на позитивно, нема да се вратиме на претходната состојба. Сега, како да создадеме богатство? Кој би бил првиот чекор? Од каде ние да почнеме? Многу добро кажано тука беше она дека богатството лежи во препознавање на желбите и потребите. Што сакам тука да кажам само со еден краток и пластичен пример. Ако дома имам 3 пара патики, бели, црни, сиви да речем. И јас сега шетам и гледам дека има многу убави розово-црвени патики. Викам, јас сакам. Да, стварно сакам да ги купам патиките. Ќе ми требаат, одма во главата си замислувам милион комбинации со патиките што убаво би ми стоеле. Меѓутоа, си викам, дали мене ми требаат? Не ми требаат, затоа што веќе имам 3, што буквално можам еднакво ни 3 сезони да ги носам и да ги користам. Тука лежи, што би рекле, зајакот. Дали јас тие пари ќе ги потрошам за задоволување на моменталната желба или ќе се ја задоволам финансиската цел, односно секој се ја поставува, така. И тука фактички, како што кажав, потреба или желба. Тоа е многу психолошки момент и многу луѓе подклекнуваат нистиот, бидејќи тука се многу емоции во прашање, нели како што рековме, парите се емоции. И сега најчесто луѓето се свесни за се ова ти што го кажа, меѓутоа што е тука проблемот? Они на некој начин си допуштаат на себе да се само изманипулираат и да си речат, па работев јас месец дена, вложив труд, зошто да не се почастам? И тоа е супер. Меѓутоа и тоа частење треба да има одредена доза на граница. Одредена доза на граница. Точно. Така да мислам дека се додека работите, односно финансиите ги контролираме во своја мера, дека не би имале проблем со тргање пари на страна, не би имале проблем со преголеми трошоци и нормално желбите би можеле да ги исполнуваме една по една, не мора нели све одеднаш. Многу ми се свигаше делот во книгата каде што зборува за 5 закони на златото. Јас мислам дека во книгата се многу добро опишани, дека нема потреба ние да ги прераскажуваме, па бидејќи книгата е пред твоите раце, дали би сакала ти да ги прочиташ? Со задоволство би ги прочитала. Да, дефинитивно ве се 5 закони на златото, кои што многу убаво и детално Аркад, богатиот трговец, ги кажува, им ги кажува на своите сограѓани. И би почнала со првото правило, односно првиот закон. Вика, златото сака да доаѓа и да се зголемува кај оној човек кој остава настрана не помалку од 1/10 од својата заработка, за да создаде имот за својата иднина и за иднината на своето семејство. Тоа што претходно веќе го спомнавме со 1/10, односно едната паричка од 10 парички од во кесенцето. Златото вредно и верно работи за собственикот кој знае правилно да го вработи, па ќе се множи како стадата на ливадите.
Третиот закон. Златото се задржува кај предпазливиот собственик кој го инвестира според советите на луѓето кои имаат искуство во ракувањето со него. Како што и самата ти кажа, тука многу добро вика авторот имаше поставено на прашање, вика би отишол ли ти кај пекарот да се распрашуваш за звездите? Вика не, ќе одам кај астрологот, така? И тоа е многу кратко објаснето, ама со многу суштинска Многу поента. пластичен пример кој што го доловува, кој што ја доловува поентата. Да. Четвртиот закон е дека златото бега од оној кој вложува во сделки или за цели што не му се добро познати, или кои не се препорачани од оние кои знаат да го задржаат. Значи дека треба да се внимава, да, треба да се инвестираат, треба да се вложат за својата иднина, меѓутоа треба да се внимава каде и да се проверува. Златото и петиот закон всушност на златото, вика златото бега од човек кој го вложува во невозможни заработки, ги следи примамливите совети на измамници и сплеткари или го занемарува собственото неискуство и инвестира во романтични желби. Тоа значи дека повторно треба да се провери пред да се инвестира. Преубаво беа опишани во книгата овие 5 закони на златото, меѓутоа исто така имаше еден дел кај што се спомнува за 7 лека за празното кесе. И сега ние ќе ги прочитаме и ќе продискутираме во однос на тие. Јас би почнала со првото каде што вика почнете да го полните своето кесе. Сега јас тоа вака го замислувам пластично. 2 кесиња, едното кесе е кесето во кое што јас се става мојата плата. А другото кесе е кесето кое што треба да го полнам, односно заштедените пари што ќе ги ставам во него, за понатаму нели да можам истите да ги инвестирам или кажано парите да направам парите да работат за мене. Сега, тоа не значи дека јас целава плата треба да ја ставам во ова кесе, односно во второто кесе каде што би биле моите заштеди. Јас мислам дека 10 до 15% нели како што ти кажа е сосема доволно за да можам да ги остварам во иднина моите финансиски цели. Додека пак овие другите 90-85% кои што ќе ми останат од платата би можела да ги искористам нели за најосновните работи, плаќање сметки, храна, нова облека, одмор и така натаму, купување книги. Инвестирањето во себе е најдобрата инвестиција. Дефинитивно. А книгите мислам дека се еден од најдобрите избори за инвестирање во себе, односно знаењето. Да. Многу добро, мислам, тотално го кажа како што и јас исто би го кажала. Вториот лек за празно кесе, овдека нели самата всушност поента е да сега, окей, не празно ви е кесето, ама како да го наполниме кесето? Вика, контролирајте ги трошоците. Тоа што на многумина име на вистина еден огромен и тежок проблем. Онака викаат, мене парите ми летаат, не знам каде ми одат. И тоа е нели проблемот. Тоа е еден феномен на, на луѓето константно, ако не знаат да ги контролираат трошоците, оние нели имаме сите некои неопходни трошоци. Ако не умееме да ги контролираме, односно да знаеме на што трошиме, ќе ни растат. Вика, неопходните трошоци ќе ни растат како што ќе ни расте нашиот приход. Па сме биле до сега научени да функционираме со одредена сума на месечни примања и сме имале одредена сума на неопходни трошоци. И сега, како што ни се зголемуваат месечните трошоци, така ни се месечните приходи, така ние автоматски само си додаваме неопходни трошоци. Ако до претходно, не сум одела секој месец на масажа, сега веќе имам поголеми месечни примања, мене веќе тоа што претходно не ми било неопходно, сега веќе ми е неопходно. И тука се губи балансот. Супер кажано. Сега јас би се префрлила на третиот совет, односно намножувај го своето злато. Што би значило сега тоа? Предпоставувам дека повеќето луѓе би помислеле нели константно да ставаат златници, односно во денешно време пари на страна, меѓутоа тоа не значи само ние да ги ставаме парите таму. Ние треба да направиме систем преку кој парите ќе почнат да работат за нас. Во самата книга е објаснето како
трговецот ставил одреден број на златници за неговиот син, нели, кога ќе порасне, да може да ги подигне. Он тоа го направил во тоа време, нели, преку лихварот. Меѓутоа, ние денеска тоа би можеле да го направиме преку инвестиционите фондови. Тие ќе ни помогнат нашите моментални приходи за одреден временски период. Потенцирам, тоа не се случува преку ноќ, треба многу подолг временски период и константност, како што треба константност за се, така и за ова, за тие да можат да се намножат и да бидат во цифрата која би била идеална за нас. Да. Исто, тука би додала дека треба да го чуваме своето богатство од загуба. Сега секој тешко и мачно викаат крваво ги заработев овие пари, не сакаат, нели, нормално никој не сака да изгуби пари. Треба многу внимателно, нели, да се одбира, да се намножува богатството, а меѓутоа да не се изгуби пак она основното купче што самите сме си го заштедиле при инвестирање во некои си опасни, односно ризични инвестиции. Сега петиот совет е: претворете го вашиот дом во профитабилна инвестиција. Како ние сега тоа би го сватиле? Например, ние ако сме под кирија, тогаш ние, нели, плаќаме нормално за станот. Сега, што ако, например, земеме стан и ние го даваме под кирија, тогаш тој стан би бил наша профитабилна инвестиција. Дефинитивно. Така да можат тука и недвижностите да се стават како дел каде што ние би можеле да заработуваме. Односно, нашиот имот да го направиме профитабилна инвестиција. Наместо ние да бидеме под кирија, ние да даваме кирија. Меѓутоа, нели, треба да бидеме доволно финансиски мокини за да можеме да се водиме по ова правило. Да. Следното вели, обезбеди си го идниот приход. Сега млади сме, заработуваме, константно имаш некои извори на приливи, односно различни извори на приливи, нели, месечни. Меѓутоа ќе дојде еден момент каде што веќе ќе сакаме, нели, да одмориме, да одиме во пензија и да веќе да едноставно да не работиме. Затоа треба уште од денеска да започнеме да мислиме на нашата, нели, иднина, на нашата пензија. Тука многумина ќе речат: сега ќе мислам за пензијата. Не, се мисли од вика за пензија, се мисли од првиот работен ден, затоа што колку подолг временски период имаме, туку можеме со помали износи да биде стварно една паричка од 10, а да не треба 5 парички од 10. И последното и моето омилено: зголемија својата способност за заработка. Што значи тоа? Доколку ти моментално заработуваш одредена сума на пари, имаш квалификации за одредена професија, ти секогаш можеш да се подобриш, секогаш можеш да научиш нешто ново, да научиш некоја нова вештина која што ќе ти овозможи да заработуваш повисока плата, да се позиционираш на повисока позиција во компанијата, ќе можеш да земеш некој проект на страна. Сите тие работи пак ќе се надоврзам до моментот дека е многу битна инвестицијата во себе. Доколку ти инвестираш во знаење, тогаш ти тоа знаење ќе можеш да го уновчиш. Да, буквално. Тука би сакала да додадам дека преска исто ме праша како се станува, нели, кои се чекорите и што, како авторот, нели, предлага, односно Аркад, богатиот трговец, да се стане богат. Прво мора да се реши човек. Тука ми се допаѓаше еден дел каде што во книгата вели колебливоста мора да се победи, односно ние тоа би го рекле да излезеш од комфорт зоната за да направиш некој чекор, и вика човекот кога е во право се двоуми. Кога греши, никогаш не се колеба и не се двоуми. И вика затоа секогаш првиот суд, односно на прв наш впечаток за одредена работа е многу валиден. И исто што би сакала исто да го додадам тука е на почетокот авторот вика има два типа на знаење. Овдека би се поврзала со ова за инвестиција во самиот себе си. Има вика два типа на знаење. Едното што веќе сме го стекнале, а другото е она што ни дава прилика да научиме нешто ново. Одлично кажано. Вака, јас сум многу стојам позади ставот дека грешките многу не подобруваат. И дефинитивно сум човек што стои позади тоа дека луѓето треба да грешат и, нели, тие се патот до успехот. Сега,
која грешка во оваа книга нас не посочува да не ја направиме? Која грешка оваа книга, која грешка не посочува да не ја направиме? Тука можеби мислам дека сакаш да потенцираш на земањето долгови или кредити. Апсолутно. Тука е оној клучен проблем, јас секогаш го кажувам магичен круг на должење. И се тука авторот на многу добар начин има објаснато како, што да правиме ако веќе имаме долгови. Секој финансиски советник, секој човек кој што се занимава со финанси би рекол дека прво нешто што треба се направи да се елиминираат долговите. Тоа значи дека вика во ред, имате долг, окей, дајте сега да видиме како може тоа да се исправи. И сега вика, 70% од заработката ваша месечна нека ви служи за задоволување на тековните потреби и трошоци. 20% мора да ви служат за отплаќање на веќе направените долгови, значи да веќе да почнувате да ги елиминирате, но сепак 10% да ги вложувате, значи да направат да работат за вас. Значи на многу едноставен начин, 70-20-10. Вели и на таков начин ќе излезете од долговите. Исто така, тука би сакала да се надоврзам дека е многу битно да внимавате од кого земате совети. Како што кажа нели ти претходно, за не можеш од пекар да бараш совети зад звездите, исто така не можеш од некој човек кој што нема соодветно образование, прво би кажала, а потоа соодветни приходи кои што нели кореспондираат со тоа вие што сакате да го остварите, да барате совет. Вие можете да барате совет, меѓутоа резултатот можеби нема да ви се допадне. Да, и дефинитивно и плюс уште нешто што секогаш оние кои што се во долгови, да кажам и оние кои што имаат помалку пари за да си најдат оправдување, го кажуваат како изговор е тоа дека нели парите се на некој начин еднаш некој само ќе ги добие. Меѓутоа, замисли да имаме многу повеќе да ни гледаме, не можам, кој не ме гледаш, не можам да зборам. Не, морав да видам текот докаде. Го знам, ама не можам, се осеќам по само да зборам, затоа га ти прав. Нема врска, ќе се сред. Секунда. Не знам докај застанав. Треба да привршувам, ајде. Да. Многу убаво исто во книгата објаснето моментот дека парите не остануваат само кај тој што ги има, туку одат буквално кај сите кои што работат на одреден проект или пример вика ако се гради палата во тоа време и вика парите не одат само кај оној кој ја гради палатата, за градењето на палатата потребен е некој да ја нацрта, потребен е некој да ја изработи, значи повеќе луѓе се вклучени во самиот проект и нели си добиваат плата и така натака. Јас тоа би го објаснила на следниот начин. Би објаснила дека само замисли да имаме сега повеќе нови бизнеси. Тоа колку добро би влијало на целата економија, ќе се отвараат нови работни места. Луѓето со тоа ќе дојде до продуктивност. Луѓето ќе имаат повисоки плати, ќе расте бруто домашниот производ на цела држава. Луѓето со тоа што ќе бидат побогати, ќе трошат многу повеќе пари, со тоа ќе се плаќа ДДВ, ќе се зголемува буџетот на државата. И од тоа сите ќе видиме на некој начин бенефити. Многу добро кажано, знам дека се повторувам, меѓутоа дефинитивно со све што кажуваш се согласувам повеќе од 100%, па и не би знаела што друго да одговорам нели на тоа. Сега вака, која е клучната поука што ние би ја извлекле од книгава? Јас би сакала тука малце да го доловам моментот со мајндсетот, нели за богат и сиромашен мајндсет, бидејќи тоа стварно е многу битно. Многу е битно како ние размислуваме и каков став имаме ние спрема нели личните финансии. Богатиот мајндсет ќе ни помогне да развиеме здрави навики кои што ќе не доведат до повисоки финансиски цели. Сиромашниот мајндсет ќе ни помогне само да ги
да се заглавиме во долгови, ќе имаме нездрави навики, нездрав став спрема финансиите. Исто така, вербата дека ние можеме да оствариме поголем профит е многу битна, бидејќи во тоа што веруваме, тој ќе го оствариме. Првиот чекор за првиот чекор што ние би ви го дале, би бил да ја прочитате оваа книга, да донесете ваш личен заклучок за истата, нели нормално доколку ви се допадне, немаме сите исти вкус за книги. И понатаму да видите според вас кои се најдобрите системи, најдобрите начини како да го зголемите вашето богатство. Да, и пред, онака како на крај би сакала уште да ја раскажам приказната за кога Вавилон бил напаѓен, тоа знам и вака во секојдневниве разговори да го кажам, на туку еден метафоричен начин е објасната човековата потреба за заштита. Вика, Вавилон бил многу уште во тоа време многу силен, затоа што луѓето благодарение на овој успешен и најбогат човек во Вавилон кој што го споделил своето знаење со своите сограѓани, станеле многу богати. Значи веќе научиле како парите работат и како да работат нели за нив. И дошол период, значи луѓето си живееле многу весело, многу среќно и богато. Дошол период кога Вавилон го напаѓале велат непријателските сили. Но што се случило? Вавилон бил целиот опколен со огромни ѕидишта. И вика, како што ќе доаѓале војниците од страна, така вика луѓето нели се плашеле за својот имот, се плашеле за својот живот пред се. Меѓутоа постојано биле охрабрувани да не се плашат, дека биле заштитени. Што се случувало? Се случувало тоа да, како што војниците сакале да ги напаѓаат, не можеле да прескокнат, не можеле ѕидот никако да го срушат, а ниту пак онака буквално да го прескокнат ЗИДот. И луѓето се чуделе. Ама тоа било затоа што Вавилон бил силно заштитен. Тоа сакам да го кажам и во книгата се потенцира, вика, ѕидиштата на Вавилон беа извонреден пример за човековата потреба за желба и заштита. Човековата потреба и желба за заштита. Во денешно време имаме толку добри развиено финансиски инструменти кои што возможуваат да се заштитиме во секоја сфера, за да и ние како Вавилон да не може ниту еден екстерен случаен настан негативен да не сруши. Да можеме и ние, финансиски зборувам сега во оваа конотација, да го издржиме тоа, исто како Вавилон, и да си продолжиме како ништо да не било. Така да јас на крај би завршила со една мисла дека не можеме да си дозволиме да останеме без соодветна заштита. Јас мислам дека доволно откривме во однос на книгата и мислам дека би требало да оставиме малку простори гледачите да имаат можност да прочитаат и да ја доживеат на свој начин, бидејќи ако почнеме да раскажуваме се подетално, може и малце да наметнеме од нашето размислување. А мислам дека тука би можеле да ја одјавиме оваа епизода. Да, и да оставиме на вас да си ја прочитате книгата, да ни пишете во коментари како ви се допаѓала, дали сте ги послушале советите на Аркад за тоа како парите работат и како вие да си почнете да си изградите систем. И ние се гледаме во следната и специјална, затоа што ќе биде новогодишна подкаст епизода, во едно малку поубаво и празнично издание. И за тие кои што сте нови, можеме да ве посочиме под видеото кое што ќе биде објавено на YouTube, се наоѓаат нашите линкови од профилите на Instagram, TikTok, LinkedIn и на сите социјални мрежи каде што може да не најдете како Your Financial Coach.